Добредете во студио за професорот Светомир Шкарич. Говориме за... Најпрво да би сакала говориме за протестите, за студентските протести, за студентскиот пленум и значајноста, нивната значајност и во исто време фактот што додека се одржуваат тие пленуми, тие протести во собранието се носеше предлог Законот за високо образование, односно за државниот испит или екстерното, постојано го менуваат тој термин. Имате ли објаснување зошто власта одбива да седне на диалог, на дебата со луѓето кои се всушност најзасегнати, академската заедница, професорите, а пред се студентите? Има повеќе причини, но јас само ќе наведам 2 до 3. Првата причина е за овие состојби во кои што се наоѓа университетот. Зборувам за сите университети и високообразовни институции. За состојба во која сме сега. Најголем виновник за таквата состојба е токму власта, односно владата и Министерство за наука и образование. И тие не сака да се соочат со своето дело. Едноставно одбегнуваат, сакајќи вината да ја префрлат на другите. И на кој? На најслабите, на најстудентите. Тоа е една од причините зашто владата одбегнува диалог. Ако прифати диалог, што би требало, тогаш власта би имала можност сите своји критики што ги упатува преку разни начини, непосредно да им ги соопшти на оние за кои директно тие квалификации се однесуваат, тоа се студентите и професори. Мислите на СДСМ-овци дека се организирани од СДСМ, од Сорос, дека се... Не, нема врска тоа. Нема врска. Ниту Сорос, ниту СДСМ имат некои додирни точки со автономијата и со ова сега што се случува. Но тие се организирани од СДСМ и Сорос велат. Они може да велат. Камо среќа да има додирни точки, но за нив е тоа далеко, шпанско село. Ова е автентично движење и не случајно студентите се јавуваат како промотори на овие настани. Зошто студентите? Па тие се најмалку оптеретени. И најдобро ги чувствуваат последиците, негативните последици на мерките владата што ги предлага. Како може студент да се подвргне на испит и да очекува објективна верификација на неговото знаење од некој државен орган, независно како се нарекува одбор или некоја комисија. Да. Па тие имат почит само кон професорите и тоа не кон сите професори, само кон оние професори што зрачат со знаење. Со знаење и со културен однос кон нив. Авторитетот не значи дека морате имате некаква титула, да бидете политичар, функционер, па макар и професор. Они ве ценат преку тоа што го зборувате од катедрата. Потоа ве ценат преку книгите што ги пишуват, ако ги пишувате. Потоа преку испитите, преку физиономијата. Преку односот, комуникацијата. Преку тоа. Преку авторитетот кој зборува во ваше име. Ја нема потреба да зборувам кој сум, што сум. Зборуваат книгите, зборуваат мој однос, зборува мој однос кон студентите. Тоа е клучно. И тоа на университетот е студентите го чувствуваат подобро од било кој. Се замислите некој државен империум и да е најпросветлен и најумен. Тој не може да има никаков контакт со таа университетска атмосфера. Не може да ја долови, ниту пак да се спушти на тоа интелектуално ниво. А камо ли да посвети внимание со студентот да разговара 2 часа по испит, например, уставно право. Мој професор Димитров, кој што бев негов асистент, редовно испитите почнуваа во 8 саба или завршува во 12 сатот на вечер. Без паузи, по 2 часа дебата, размислување и знаете што значи за студент да има некој професор да може да му го верификува знаењето. Со други зборови, студентот да каже, одам кај професор да видам дали јас сум го научил уставното право или не. Ако професорот му каже дека го научил, 6-ца, 7-ца, 8-ци, така натаму, студентот добива силна веродостојност дека нешто научил. Постои авторитет кој што тоа го санкционира. Тоа не може да биде никаков државен орган. Политичката функција најмалку. Политичка функција, тоа може да биде само авторитет и тоа вистинскиот авторитет кој што се заснива врз познавање.
врз неговите звања, книги, односи и угледот што го има и во земјата и надвор. Да. Ајде околу ова вашата книга која ја објавивте и навистина предизвика бура во јавноста, особено околу односот со претседателот Иванов, а тука имате во научно толкување Уставна Република Македонија оваа книга и за тоа, но за тоа подоцна ќе говориме. Сега околу автономијата на универзитетот, членот 46 е, вие го анализирате членот 46 и што велите дека низ текот на годините сите тие уставни измени кои се правеле, промени кои се правеле околу автономијата, односно околу самиот универзитет, всушност го, како велите вие, го дерогираат, ја дерогираат таа автономија, таа независност на универзитетот. Значи сите наши устави од 46 до 91 имат одредби за автономија. И тоа како велите и подобри од европските дори. Зборувам сега за уставно ниво. Значи автономија е универзитетска уставна категорија. А потоа Законот за високо образование ја разработува. Законот од 2000 година, Закон за високо образование, тоа е време кога на власт е ВМРО, ДПМН и Демократска алтернатива. Министерот за образование, за образование и наука, тогаш беше професор Гале Галев, се зафати околу концепирање и разработка на Закон за високо образование. Тој како министер со една група професори, претежно професори од правен факултет, вклучувајќи го и мојот професор Димитров, како професор по уставно право, го разработија тој модел. И јас тврдам дека тој модел од 2000 година, статуиран и операционализиран во Закон за високото образование, е еден од најразвиените модели на автономија во Европа. Тоа значи, имавме ние, од гледиштето на нормативата, модел кој можеше да се извезува. Тој модел се применуваше до воведување на Болонскиот процес 2005. Бидејќи бев лично вклучен и во тој модел Болонскиот процес. Не имавме основа во законот, како правен факултет, да го развиеме Болонскиот процес со преку 120 предмети. Да. На еден толку креативен начин, кој што може да го развиваат само професорите, тоа да не се занесуваат други институции, да се проектираат правните студии, наставен план, па згора на тоа и наставните програми, да се утврди односот помеѓу јавно право и приватно право, да се утврдат предметите што носат најголем број кредити, па потоа кои предмети да бидат основни или задолжителни, кои изборни или кои факултативни, тоа можат само професорите. Добро. Тоа е креација. Од тој ние разработивме таа автономија и тој модел. Од тогаш со промена на власта почнува и деградација на моделот. Посебно прв удар е 2008. Тогаш имаше нешто и симпатично, затоа што владата, тоа е владата на Груевски 2008, рекоа, дајте, има многу неправилности во работата на универзитет. Што е и точно. Ако се сеќавате, во тоа време беше актуелно критика на сватовството. Родбинските врски на универзитет. Туку ни беа во право. Иако тоа не е клучен проблем. Тоа не е поврзан проблем со автономија, али може да се критикува концептот на автономија од гледиштето на злоупотребата на таа автономија од страна на професорите и вработените. И тоа беше симпатично, но ништо на тој план тие не презедо, а требаше да превземат. Уште од тогаш беше зрело власта повеќе да се заинтересира за законитоста во работењето на универзитетите и да се види како универзитетски професори ја кршат автономијата. И тоа беше симпатично, но на тоа застана и ништо не презедува. Презема најголемите критики всушност кои се однесуваат на власта е отворање буквално во секој град, на секоја ливада, како велат, во секоја нива по еден универзитет, по еден факултет. Ето сега што значи кршење или дерогирање на автономијата и уривање на автономијата од страна на власта. Власта се обиде, затоа сакаше да го земе монополот врз универзитетот, таа да диригира и да кажува какви факултети треба да постојат, колкав број универзитети, потоа да се опфати целокупната средношколска генерација, што е апсурд никаде во светот. Не може ниту треба, но власта тоа го правеше за да го смали
притисокот врз вработувањето. Дајте младите да ги сите прибериме на ниво на универзитет, потоа дајте студентите да не трошат големи финансиски средства, току факултетите да им ги приближиме до родните места. Сето тоа беше и демагогија и деградација. Негативните резултати од тоа што се исклучува резултати на власта, ние денеска ги гледаме. Она теза на премиерот дека има дипломи со нула знаење. За мене е тоа проблематично. Како можел да утврди дека се со нула знаење? Ако има податоци за тоа, каде се инспекторите? Државните инспектори. Но, знам дека е убеден дека и он знае дека нивото на знаењето е опаднато. Но основен виновник за опаѓање на знаењето не се професорите, особено не од овие стари државни универзитети. Туку новоотворените универзитети, пред се приватните универзитети. Власта која дозволила биде. И тоа, нарочно власта тоа го прави. Прави за да ги опфати младите генерации, невработеноста да се намали со тоа. И потоа побарувањето. Па ние сите се сеќаваме со паролите на власта, знаењето е мок. Од каде знае власта дека знаењето е мок? Па знаењето е, тоа го знаат универзитетите. Зошто реклама? А сега кога веќе таа генерација заврши, дојде до диплома, вие сеќавате потоа владата настапи со друга парола. Запишувајте се на друг факултет. Па магистратура, па доктор, да им помине животот само во учење и на крајот добиваат негативна оценка дека немаат знаење и сега ќе бидат подвргнати пред државен орган. Тоа е. Ајде објасните тогаш кое е решението. Како може да се врати таа автономија на универзитетот? Во услови, во околности кога власта одбива да воопшто да воспостави диалог, дебата со засегнатите страни, професори, студенти. Па еве самите професори веќе, а мислам и студентите тоа го поддржуваат. Ако се анализираат овие сега односи помеѓу студенти и професори од една страна и власт од друга страна, јасно може да се заклучи дека од едната страна, тоа е ова првата, професори и студенти, има отворено за диалог, има толерантност, има желба да се дебатира и да се бара заедничко решение. Но ете многу лесно може да законот да помине. Чекајте, а од друга страна имаме власт која вербално кажува дека е за диалог, а бега од диалогот. Како да се премости тогаш тој проблем? Згоре на тоа веројатно ќе оди и на донесување на законот за државен испит. И ќе се обиде по пат на државниот империум преку санкции и казни да го наметнува. Јас сум убеден дека со тоа ќе создадат уште поголеми проблеми и не ќе може да ја постигне замислената цел да се подигне квалитетот на образованието. Квалитетот на образование не може да се постигнува со такви методи. Ке имаме реакција од другата страна, тоа е она што тие го најавуваат, отпор. Каков може да биде тој? Граѓанска непослушност. Прво може да се случи она што се случувало во историјата на универзитетите, например, Оксфорд, тоа е 13 векова се формира, тогашниот англиски крал не бил задоволен од состојбите на универзитетот, вршеше притисок и голем број од професори го напуштија Оксфорд и отидоа во Кембридж и тамо го формира Кембриджкиот универзитет. Значи, еден од отпорите може да биде не само пасивен отпор, туку и заминување на најдобрите професори и кадри од универзитетот. Може би тој власта го сака, ја не знам. Али од гледиштето на она што таа го превзема и што го форсира, не сум далеко и од заклучокот дека на власта и одговара слаб и никаков универзитет. Ако таа би била заинтересирана за квалитет, за повисоко ниво на образование, или професорите да пишуваат трудови поголем број да ги објавуваат во тие импакт такви списанија што ги наговестува, па таа прво има да создава материјални услови за тоа. Ќе биде нарачател на проекти на универзитетот, како што е нарачател на спомениците во градот. Па да видите вие каква енергија и какво знаење ќе се ослободи. Ништо речи си не одвоја владата. Оние учебниците, проектот од 1000 учебник. Значи, тој проект на прв поглед е за поздравување. Кој не би се радувал, ево јас како универзитетски професор, 1000 нови книги да не се појават, независно на кој јазик, а уште и на македонскиот. Но, нека се погледат книгите, еве јас 3 книги од уставно право што се
издаден преку тој проект. Сега ги читав, ги вградував во новото уставно право, сега што го подготвам со колешката Селјановска. Највнимателно ги прочитав, ги препорачувам за литература, но со една голема ограда, со фуснота. Учебникот на Доменик Турпен, уставно право, тој е француски професор од Ивар, преку 1000 страници. Студентот може да го користи само со француско издание. Го има преводот, но без француско издание е неупотреблив. Зошто? Зошто е? Затоа што преводувачот што бил ангажиран превел одредени термини погрешно. Потоа, одредени термини погрешно се прочитани. Како да не го знае францускиот? Јас не тврдам дека она не го знае, али може би не била внимателна, тоа за студентот не е битен. Потоа, има скоро цели пасуси и делови нејасни. Стручниот редактор на книгата Универзитетски професор извршила стручна редакција на моја колешка, ниту ја знае правната француска терминологија, ниту го знае францускиот јазик. А јас сум убеден дека и него ни зирнала текстот. Лекторот не можел во такви услови ни да изврши елементарна лектура. И сега во такви околности, а станува збор за добар учебник, за добар автор, во такви околности јас како универзитетски професор, бидејќи препорачувам литература од студенти од што да учат, па не би било морално од моја страна да им кажам учите од Турпен, а прито да не им кажам користите француската верзија. Да. Истото се однесува и за другиот учебник од Алан, англиски професор од Кембридж, политиколог кој напишал дело Уставна правда, Constitutional Justice, а преведено е уставно право. А уставно право и уставна правда се различни поими. И сега, зошто тоа ви го кажувам? Ете, огромни средства, извонредна идеја, но владата не внимавала кои лектори, односно кои преводувачи, кои стручни соработници. Има и дела, едно од такви дела ја што го видов, тоа е кривична постапка, добро е преведено, што е најбисно, добро е редактирано стручно, бидејќи професор што предава казнена постапка и германист го знае германскиот и ја знае проблематиката. Да. Само по тој услов може да се редактира. Околу законот, предлог законот, во кој пишува дека ќе дојде до казна затвор за декани и ректори, доколку не го спроведат овој државен испит, односно не го почитуваат законот. Видите, најмногу во наше време, овие 5-10 години, се слуша зборот глоба и казна. Тоа е најупотребуваниот збор. Преку тие термини, они сакат сега и да ги исплашат деканите, ректорите. Плашајќи ги деканите и ректорите со такви казни, ќе дојдеме во ситуација да никој нема да сака ни да биде ректор, ни декан. А и овие последни 10 години... Освен оние послушните, зошто да не? Односно, оние што немат никакви познавања. Па у таква состојба ќе дојдеме. Кој ќе се нафат? Ќе видиме сега како е тоа, како е квалификувано. Али знам, моделите скоро еден на друг модел личат. Веројатно овој сега државен испит ќе се спроведува со ист модел како и испитот во средните училишти, како што е правосудниот испит. Правосудниот испит е државен испит и треба да биде државен, бидејќи ги опфаќа правниците дипломирани. И универзитетот нема ништо против да се става дипломите по добиените дипломи на проверка. Нека ги проверува државата, али тоа е надвор од универзитетот. Нека добие студентот диплома, па потоа тие нека го проверуваат. Како што ево ги проверуваат адвокатите и судиите. Тој испит, ако се види, ќе се види дека власта и не знае што работи. Кажуваат, 2 дела од испитот, со тоа што литературата за тој испит ќе биде правната литература од 100 најдобро рангирани универзитети по таа Шангај листа. 100 универзитети. А правосудниот испит пред се кореспондира со прописи, со проблеми од правниот систем во Македонија. Ако се погледа тие 100 први рангирани универзитети, речи се ништо нема да има запишано од областа на правниот систем на Македонија.
Или ево, овој Турпен, што ви го спомнав, уставно право од 1000 страници. Само на едно место е зборот Македонија употребен. И они сега треба да полагат уставно право, француско, а да не знаат ништо што е македонско. Да. Тоа ли сака власт? Да ништо не знаат студентите за ова што се случува во Македонија? Да ги сврти кон Франција? Па нека ги свртува, ја немам ништо против. И кај мене повеќе доминира француска литература од било кој друг јазик. Јас сум франкофон. Последно време се вртам повеќе кон германците, зашто откривам дека германците повеќе внимание посветуваат на правна држава од другите земји. Според тоа, каков може да биде тој испит, ако студентите од тие 100 универзитети препорачани, не можат од таму ништо да научат? Не кажавте ништо за не го искоментиравте тој закон и казната затвор. Ви реков, само слаба власт, не креативна власт се служи со застрашувачки методи. Само. Такви декани, што ќе прифатат по такви услови да бидат декани, тоа ќе бидат декани кои ништо друго нема да работат, туку само ќе водат сметка да не бидат каснети. Ете во таква состава ќе бидеме. Што ќе стори Ману, например? За многу состојби во државата Ману молчи. Многу пати е критикувана за ред ситуации и состојби кои се случувале, околу кои воопшто немале никаков коментар. Па еве, ово отворено писмо... Во отвореното писмо имаме двајца-тројца академици. Тоа е добро. Но нема став на Ману, не видовме досега став на Ману. Одбегнува Ману, треба да се види зошто одбегнува. Ја мислам дека и она под силна пресија на власта. Што значи тоа? Од страв дека ќе им бидат одземени нивните титули на академици? Титули не, але апанажата може бар да стагнира. И сега е наша власт, сегашна власт е таква власт што уме да подкупува. Гледате, скоро сите институции се на некој начин подкупливи. Па веројатно и Ману на тој начин. Тоа се постари луѓе, веројатно немат енергија и мотив да се зафаќат со овакви прашања, да се бават со наука, туку староста да ја поминат помирно. Па тоа е поврзано и пак на некој начин и со студентите, со на нивна химна. Зошто студентите се така активни кога велат? Ајде сега сме млади, да бидеме весели, да излеземе на протест. После младоста доаѓа старост. Па и вие марширавте со нив и професорот Ѓорѓе Марјановиќ маршираше. Добро, кажам, после младоста доаѓа староста, а после староста коските. Веројатно и Ману е под тој притисок. Ману прашање дали има и капацитет да се зафаќа со тие работи. Гледате, многу и други прашања не ги зафаќа. Тоа е голем проблем. Веројатно и составот. Па таму имат, например, само еден академик кој што со овие прашања, особено кога во прашања правниот систем, што може да се зафат. Ali тоа е цела област правот. Тоа е претежно областа кривично, каде се другите области. Председателот на Ману е господинот Владо Камбовски. Тоа е кривично право, али има други бројни области од правото во кои што тој не може да влегува или мора да биде скромен кога дава оценки. Тоест, сложени се прашањата. Тоа може... Автономијата на универзитетот не може да даде оценка. Може да даде оценка, може. Автономија е генерална, автономија важи подеднакво за сите предмети, па и за кривичното право. Ајде во ова отворено писмо од професорите и академиците до претениците се повикува председателот Иванов да не го потпишува овој закон, не заради го повикуваат всушност неговиот не само председателски интегритет, бараат да помисли, да се сети на оној професорскиот интегритет. Вие во неколку колумни, па подоцна и во книгата Научно толкување на Устав на Република Македонија, пишувавте доста за председател Иванов. Зошто сепак оваа академска заедница која апелира до председателот Иванов повторно се сеќава на него и повторно му доставува некакво барање? А претходно, познавајќи ја историјата со председателот Иванов, како тој одговара на тоа. Досега нема повлечено ниту еден закон, ниту одбиено нема да потпише ниту еден закон, кој е наметнат од власта. Така, досега не потпишан ни еден, односно не вложил ни едно вето. Да, вето.
I ja sam ova knjiga pored toga kritikujem. Ne radi to što je Georgi Ivanov, toko je kritikujem institucija predsjedatelja Republike. Pravite sporedba komparacija so Trajkovski, Crvenkovski i so Ivanov. Veto je oblik na učestvo na šefotna državata vo zakonodavna dejnost. Ako vi ne se slagate so nekoj zakon, evo kako što je svega ovo, ako izrazi veto, to znači da toj zakonodavnata vlast i kažu vas stop, nemoj razmisli. To je već oblik njegova zakonodavna dejnost od jedna strana, od druga strana so veto, to je balansira među zakonodavna i izvršna vlast. Odnosno, so veto to brani odredeni vrednosti. U ovoj slučaj treba da je brani autonomijeta na univerzitetu. Če go storili to? Ovaj pat ima nekakvi šansi, ako se drži do zbora, zato što prv pat v obraćenju do sobranije, to se govo šesto pored obraćenje, izrešno reče da treba se sočuva autonomijeta. Ako ovije potpisnici, stote profesori i akademici tvrdat da su ovoj zakon se povredu autonomijeta, ako i ja kako njegov profesor tvrdam da su ovoj zakon se povredu autonomijeta, to ima čista situacija bez dilemi da ga upotrebi vetoto. Ako ga upotrebi, to će biti dokaz. Presadan. To će biti dokaz da toj saka da je zaštite autonomijata. Ako ne ga upotrebi, togaž za autonomijata to ne vodi smetka, a preko toga go doveduva i u oprašanje svoj kredibilitet kako profesor. U ovoj slučaj to je treba da se predstavi pred se kako profesor. Da li će go upotrebi? Ja mislim da ima znaci da će go upotrebi. Da se nadejame. Dobro bi bilo da upotrebi. A Grujevski ne bi mu se naljutil. Ja to garantiram. Od kada znate da je ne bi mu se Znam i Grujevski go znam odlično, ušte podobro od koliko Ivanov kontaktira. I baš simpatično bi bilo. Dajte malo, pa celio sistem je vo balansiranje. Check and balance. Pa sigurno. Da. Što bi rekao pred nekoliko dena, što reče ministar od Nikola Todorov? Дека овој професорски пленум сушност личи на сталинизам. Предходно се говореше и премиерот Груевски и други представници говореа дека тоа се организирани структури од СДСМ и од Сорос. Сега квалификацијата дека станува збор за сталинизам. Не може да стане збор за сталинизам. Каде е тука сталинизам? Што значи сталинизам? Тоа е исто така. Па може би пленум. Не, веројатно не му е јасен тој поим, а сега да се објасно нешто што не му е јасно. Пленум е прво демократска институција, пленум, плебисцита, тоа се римски институции. Пленум, еве и ние да го потолкуваме етимолошки. Собрани луѓе на одредено место, се собрале професори, така и студенти, професори умни глави, да дебатират за нешто. Тука нема врска со сталинизмот. Мислам, пленум, група, а тоа е поголема група, сакат одредено прашање да го постават на дневен ред, да му дадат публицитет, да ја повика власта, да дебатираат. И наместо преку разни други облици, вести, не знам, телевизијски канали да ги праќат пораките према универзитетот, нека дојдат на тоа место, нека ги образложат. 68 година јас кога учествував во оние настани, студентски настани во Белград, настаните 68. Не, се шегувам за Македонија. 68. Тоа беше отворен пленум, дебата, професори, студенти, синдикато доаѓа од средини, дискутира членови. Македонија нема таква традиција. Тоа е пленум, тоа е дебат, соочување. И една и друга страна прима. И дава и прима. А овде ние што имам? Имам една страна која што само сака да дозира. Да дозира. Се однесо како екс-катедра, тоа е власта, а вие професори и студенти морате да слушате. Нема да слушаме. Епа. Велите нема да слушаме, претходно рековте дека станува збор за умни глави. Како рече премиерот Груевски, професорите мора да се потрудат да објават трудови во реномирани списанија. А прашање е дали тие списанија ќе сакаат да ги објават тие трудови македонските професори. Не секогаш трудовите на македонските професори се прифатливи, вели премиерот Груевски. А видите, лесно е така да се каже, ali нека каже кои се тие списанија. Нека
Каже колку владата одвоила средства за набавка на странски списанија. Ако во она поранешна Југославија на правниот факултет бил претплатена на 200 списанија, домашни и странски, сега нема ни 6. Дај таа влада мало да биде пореална и по-джентламенска. Нека види под какви услови работат универзитетите и факултетите. Да се види колку средства одваја владата, буџетски средства. Вие рековте дека го знаете премиерот Груевски. Зошто тогаш вакви обвинувања упатува кон професорите? Фаќа затоа што е вознемирен од критиката. Он мислеше дека се може така лесно да оди. Јас тврдам дека универзитетот е најсилна тврдина и нема шанси таа тврдина да падне. Нема шанси. Таа обстои уште од среден век. И нејзината моќ е токму во нејзината самостојност. Без самостојност нема творештво, нема креација. Нема друга, не може државна власт и универзитет се неспојиви. Тоа е контрадикција на дијекта. И тоа држава треба да го свати. Не може држава да се бави со наука и да кажува кои се тие списанија и што треба да се објавува во списанијата. Па нека повели господинот Груевски во моја библиотека во Дојран, па ќе види дека ја имам повеќе книги отколку 3-4 новоформирани универзитети. Тоа се книги собирани 40 години. Нека повела да види што значи наука. И науката не е врзана само за работно место и само за универзитет. Поколку има други креатори и мислители во Македонија што создават, а никој за нив не знае и не мора да знае. Да. Али зборуваат делата, зборуваат книгите. Кога сме веќе кај книгите, кај учебниците, гостин ми беше еден од авторите на учебник по граѓанско општество, господин Ксенов Угриновски, кој има напишано дека граѓаните треба всушност да се покоруваат на законите, да се покоруваат на власта. Па видите, тоа е уште е старо правило дека законите треба да се почитуваат. Но граѓаните да се покоруваат. Добро, да. Але ако се во прашање добри закони. Да. Ганди како правник и адвокат вели тоа е нова мода да се почитуваат секакви закони. Треба да се почитуваат само старите закони. А кои се то стари закони? Тоа се стари закони кои практиката ги прифатили, кои не се менуваат секој ден, како и кај на студентите протестира што закон за високо образование во последни 6 години е променен 12 пати. Или Ганди кога кажу, ако каже власта, додиме голи, ќе одиме ли голи? Значи, што ќе текне на власта, во закон ќе стави. Што не може владеачките партии да го направат преку партиско убедување, да го убедат своето членство или јавноста во нешто што е исправно, тие тоа го пикат во законот и потоа со камшикот сакат да го остварат. Тоа не се закони. Значи, граѓаните имат право на отпор и кон законот, и кон власта, ако законот не е добар, не е праведен, а власта ако не води сметка за нивните интереси. Тоа е познато право на отпор уште од Цицерон. Па цела Америка е создадена врз тоа право на отпор. Па всушност и целата историја на човештвото е создадена. Така да овака, ако он тврди секакви закони да се покоруваат граѓаните, тогаш што не е граѓанско општество. Да. Професоре, вие неколку пати ги имате коментирано, односно ги давате некакви проекции, предвидувања како би требало да течат понатаму настаните околу најавената бомба на лидерот на СДСМ Заев и генерално на оној пакет бомби кој се најавува и од другите функционери, говорејќи дека е неопходна таа техничка влада и велите дека сте прилично оптимист дека таква влада би се формирала со ова владеачка структура. Се уште ли сте оптимист? Нема друго решение. Нема друго решение. Видите, кога ситуација оваква, каква што е, опозиција... Знаете што се извинувам што ве прекинувам, но во моментов нема никакви изгледи воопшто дека би се поместиле работите. Видите сега. Значи, 2012 година извршени се измените во изборниот законник. Врз основна согласност и на опозицијата и на мнозинството. Зашто сега и жали таа опозиција? Чекајте, тоа беше услов за да се иде на локални избори.
И ако ги видите тие измени, а сега само накусо ќе ви ги објаснам. Тамо е речено, министрите, доколку бидат кандидати на избори, да не може да влегуваат во изборна кампања. Тоа е усвоено. Потоа. Добро, но се кршат. Чекајте, сакам да кажам дека е согласноста постигнат и согласност и за другиот елемент. Одвајање на државните ресурси од партиски. Така ли? Ако е тоа така, тогаш фактички ние, ако постои волја, постои волја, односно, тие тоа што го подпишале и да го почитуваат. Ако не го почитуваат, тоа значи дека треба да се знае која е таа страна. Тоа е парламентарното мнозинство. Тоа значи постојната влада тоа не го почитува. Тоа значи го крши она што го договорила. А ако го крши она што го договорила, тогаш решението е проблем. Премиерот Груевски неколку пати има кажано дека не доаѓа во предвид техничка влада. Не доаѓа во предвид, значи... Кој е излезот, професор Шкарич, ја прашувам? Видите, значи он не доаѓа во предвид, кажува така ли, не доаѓа во предвид. Тоа значи дека он не сака државните ресурси да ги одвои од партиските. А цела Европа, и ОПСЕ, и Европска унија на тоа инсистираат. Ако Европска унија, и ОПСЕ, и Совет на Европа знаат што се случува во Македонија, дека постои фузија помеѓу партија и држава, дека буџетските ресурси се користат за партиски цели. Особено во кампања и избори. Иако во тоа се вклучува и шефот на државата, гордејќи се дека е дел од тимот, тогаш Македонија е во многу тешка положба, не може ни Европска унија да ја помогне. Ве прашувам за решението. Решението е одвајање, тоа мора се почитува. Кога ќе биде? Побрзо, подобро. Што ќе се случи откако ќе биде фрлена таа тако наречена бомба? Што може да се случи? Тоа ве прашувам. Не знам на која бомба мислите. На оние документи за видео снимки и аудио снимки за кои говори постојано опозицијата. Тоа, значи, видите сега. И го врзуваат тоа вадење на тие документи ги врзуваат со формирање на некаква техничка влада, дека Груевски ќе биде приморан после 3 дена да го отстапи местото, функцијата. Видите, значи тоа е морално прашање. Веројатно тоа што опозицијата сака да го открие или го открива, она го прави тоа за да постепено му го урива легитимитетот, кредибилитетот. Тоа е. Можно ли е на тој начин да почне да се урива? Па секој ден било која власт и да дојде на најдемократски начин на власт, слободни фер избори. Од моментот кога доаѓа на власт почнува да и се топи кредибилитетот. А особено ако се мало јави дискрепанца помеѓу зборот и делот, помеѓу тоа што го зборела на изборите и тоа што го прави во стварноста. Така се топи легитимитетот. Остваруваме, ветуваме, остваруваме. Ако сега овие отварат нови проблеми, па тоа е и улога на опозиција да открива тогаш постепено се исто така тој кредибилитет топи. А клучните се, пак единствено решение се избори. Што ако се топи, тоа токму ми беше и поентата, што ако се топи, ако се извадува и неколку докази за кои полицијата негира дека воопшто се возможни на фалсификување на избори, односно фалсификување на лични документи, и со тоа всушност е доказ дека некакви избори се фалсификувале. Ето, значи пак новако кој е излезот? Излезот е во изборите. Граѓаните се тие што го даваат мандатот и тие се преку избори што го одзимаат. Sejedno ako бидат увезувани гласачи од пустец. Треба системот. И ако бидат фалсификувани лични карти и пасош. Системот однатре мора да се брани. И гледате зошто е опозицијата надвор. Па тоа е знак дека се брани. Дека не трпи. Не може да трпи ова. Се брани и треба да се шири тој фронт. Да се шири фронтот. Но граѓаните се тие што преку гласовите треба тоа да го разрешат. Или ќе го поддржат насилството, или ќе станат против. Нема друго решение, тоа е парламентарниот модел. И затоа не мора сега да бидат избори, па нема да биде касно и ако бидат после 3 години, не треба да брза опозицијата, не треба. Битно е да работи, да има и концепција, но не само опозиција. Гледате сега и универзитетот се бунтува. Утре ќе се бунтуваат и други, па во каква состојба се и новинарите.
Pa nema, kako? Znači, ako to je onaj sistem na polijarhije koji što vi ne saka da go shvata. Ne samo autonomije na univerzitetu. Parlamentarni sistem se zasnova sistemot na polijarhije. Postojenje na poveke centri na autonomije. Među njih se i univerzitete i Sudskata vlast pečat. A sudskata vlast je sega i najbitna. Zato što najnoviti istražuvanje sega što bi je prezentirane na Svetski kongres po ustavno pravo u Oslo, kažu deka je netrodelna podelba na vlast, zakonodavna, izvršna i sudska. Ne je ona ključna. Ključna je od jedna strana sudskata vlast i od druga strana političkata vlast. Bo politička vlast, kaj nas gledate, tukaj je politička vlast Sobranije, vlada i predsedatelj. Sve je spojeno u jedan segment. U jedan centar na moći. To je segment može da go zapira samo sudskata vlast. I se kakvi, ko je toj teret što sudskata vlast mora da go ponese? Pa sličan na onoj teret što go ima, na primer, Nataša Gaber Damjanovska, koja jedinstveno ima поинакви решенија од оние кои ги донесуваат незините колеги во Уставниот суд. Ете, значи, пак една Антигона се јавува со својот глас. Гледате, глас во пустиња, али има луѓе што сака да го чует. Ние сме во многу потешка состојба сега, после 2012, отколку што бевме порано. Уставниот суд е веќе под контрола и го немаме тој чувар. Уставниот суд е освоен. Да. И затоа е власта, извршната власт и сегашна влада така комотна. Може да донесува секакви закони. Бидејќи нема баланс. Едноставно го имат мнозинството суди во Уставниот суд. Уставниот суд, за жал, многу ми е жал, отворено ти кажам, бидејќи Уставното судство е воведено 63 година, бевме меѓу првите земји во Европа. Огромно искуство е собрано и после овие промени 2012 судството, Уставниот суд е веќе во фаза на умирање, а можда е веќе и мртов. Ако не е мртов, јави ми. Добро, јас благодарам што бевте гости.